Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Оваа емисија ќе биде посветена на состојбите во образованието, а таму има многу што да се зборува. Почнувајќи од понудените нови концепции за образование како онаа за основното образование, која предизвика големи турбуленции во општеството, така до протестите на средношколците за државна матура и константните проблеми во високо образование. И денеска излегоа некои вести во однос на наводни научни плагијати на државни универзитети. Ке зборуваме и за тоа во тек на емисијата. Тука имаме двајца гости кои се многу добро упатени во образовната проблематика. Тука е господинот Ѓорги Илиевски, поранешен виш просветен инспектор, кој стана познат по јавноста по оние обвиненија за научни трудови за универзитетот во Тетово, после што ми се чини господин Илиевски, вие самиот кажавте дека имавте многу проблеми по тоа, имавте покренато и дисциплинска постапка против вас. За вашиот случај се заинтересира многу тогаш јавноста, но сепак на крајот вие завршивте во пензија. Сега ќе зборуваме зашто и како. А тука е и Владо Димовски од Центарот за доживотно учење, наш драг чест гостин тука во Телевизија 24. Добра вечер на двајцата. Добра вечер. Како што кажав, ајде да почнеме со ова што е актуелно, со ова што се случува најмногу. Концепцијата за основно образование предизвика доста полемики. Министерството за образование отвори една широка дебата за тоа, се водеше и во собранието, се кажаа разни ставови спротивставени, но ми се чини дека не се постигна општествен консензус. Некако повторно страните си останаа закопани на своите позиции. Кажете ми, господин Илиевски, што мислите вие за таа концепција? Дали е таа добра како што вели Министерството, дека тоа е реформа која треба да го унапреди основното образование, или гледате политизација во тој процес? Па вака, јас на почетокот поздрав до сите гледачи на Телевизија 24. Ми представува чест што сум вечер тука со вас. И морам да кажам дека ако сакате да изгубите државата и каква ти е државата, треба да знаете какво ни е образованието. Тоа се мисли на повеќе мислители како Платон, значи образованието е темелот на едно општество, на една држава и така натака. Ова што ни се случи со така наречената концепција за основно образование, мислам дека не само што е избрзано, не аналитички, значи едноставно се покажа дека има доста неусогласености во делот на таа концепција, не се гледувајќи ја големата слика во Република Македонија за образованието, по-конкретно сега за базичното основно образование. Ние мораме да појдеме, како што многу и кажа од експерти, па научни институти, па од синдикатите, па највисоката научна институција МАНУ, дека не треба да се избрзува, сето тоа треба да биде темелито, сето тоа треба да биде преку аналитика, да се согледаат сите состојби, да има пилот проекти за секоја од тие активности, за понатака чекор по чекор, значи да се појде по она што значи реформа. Ваквиот чекор направен од страна на Министерството за образование и наука, не почитувајќи ги сите сугестии од страна на научните институти, па и од експерти, па и од сите институции, мислам дека е избрзано и повеќе ми личи, морам да кажам, со жалење, дека политиката длабоко е навлезена во образованието и во конкретниот случај е тоа токму така. Зошто го говорам? Ние на почетокот слушнавме од министерката, а и од така наречените експерти кои што го подготвува ова во една скриена форма, после тоа излегува во јавност, дека ова ќе биде еден така наречен фински или норвешки модел кој што треба да работиме. Но за да биде фински или норвешки, ние треба да го имаме преселено тоа кај нас. Но кај нас состојбата во
целокупната состојба во Република Македонија, дали во руралните, дали во урбаните средини, состојбата не е таква со образованието. Ние имаме елементарни состојби кои што ги има само кај нас или во афричките земји. А тоа значи имаме училишта руинирани, имаме тоалети, односно полски WC, немаме нагледни средства, немаме елементарни хигиенски услови. Добро, но господине Илиевски, дали е тоа поврзано со концепцијата за основно образование, бидејќи сега зборуваме за инфраструктурни проблеми, а сега Не, токму тоа е. Токму тоа е, бидејќи самата таа концепција, кој ќе го видите во ведниот дел, зошто се бара да има промени, меѓу другото таму стои и дека имаме за инклузивното образование, дека има потреба од промени така натака, и овие 21 милион долари или евра што се даваат од Светска банка е токму за реформите во образованието. Но за да имаме една реформа во образованието и да имаме квалитетно образование базично, треба да имате сите услови. А таквите услови ние ги немаме и затоа треба чекор по чекор да одат таквото нешто. Да, добро. Димовски? Видете, јас не мислам дека мора да се создадат идеални услови за да се направи реформа. Во ситуацијава со одредени почетоци на реформите, ова се почетоци на реформи после долги години во образованието. И добро е што нешто се почна, наместо да се тапка во место. Се тапкаше во место 20 и повеќе години и така натаму, никакви реформи не се случува во образованието. Ова е добро, но што не е добро од целата таа работа, и затоа беа интервенциите, да речеме, или негодувањата на одреден број наставници и така натаму, научната фела. Мислам дека концепцијата како таква многу полесно ќе поминеше без некои турбуленции, доколку се создадеа други предуслови, доколку се создадеше атмосфера на јавни дебати. Значи, јавните дебати требаше пред да се представи концепцијата. Пред да се пристапи кон концепцијата. Јавни дебати во базичното, во основното образование. Наместо јавните дебати да одат во високошколските институции, во научните институции и така натаму, требаше тие јавни дебати да се спроведат во самите основни училишта, каде што практичарите се тие кои ќе ги практикуваат реформите. Не се практичари тие што ги носат реформите. Значи, ако вие носите една реформа, треба да ја прилагодите според кадарот кој го имате, според нивните мислења, според условите кои ги имате за таа реформа и така натаму. Но, пак ќе кажам, добро е што се започна со реформи. Може би оваа реформа и оваа концепција во основното образование во почетокот ќе биде, ќе има отпори за да се прифати кај одредени наставници, ќе има отпори да се прифати во одредени училишта, кај учениците, кај родителите и така натаму. Но полека, може би и тоа и целта да преку спроведување на таа реформа се дојде до тие јавни дебати, па после тоа да се исправат одредени грешки ако се направени. Другите предуслови кои требаше, јас секогаш сум зборувал за било каква реформа, мора да создадете прво услови, па да носите реформа. Или нека биде тоа и закон, нека биде и измена, дополнување на закон, мора да создадете услови. Имавме, нема да зборувам, бидејќи веројатно ќе го начиниме и тоа прашање во делот на онлайн наставата и така натаму. Ќе зборуваме потоа, но првичната работа која требаше за концепцијата да се направи, требаше да бидат јавните дебати. Ние во средина на учебна година носиме концепција и таква реформа. Значи, имаше простор. Минатата година имавме прекин на наставата, се работеше од дома.
нели заради пандемијата, условите и така натаму. Периодот во тој период кога се прекина пролетта некаде март месец, април месец, кога се прекина со настава, требаше да се искористи тој простор и тој период да се направат тие јавни дебати со практичарите, со наставниците во основните училишта, па да се пушти потоа кај научната фела и така натаму таа концепција, за да може од септември месец или оваа година од октомври месец учебната година нели започна, за да може полесно да се прифати таа концепција. Да. Добро, ајде малку посуштински во однос на проблемите со основното образование. Дел од проблемите се овие што ги кажавте вие, инфраструктурните проблеми. Да, так, сакате да додадете? Сакам нешто да се надоврзам во некои работи. Да. Реформи имало. Реформи, ова ни најмалце не е реформа, не е почеток. Значи, најмалце не е реформа. Ние сме имали порано реформи. Овие така наречени експерти, како професорот Бешка и други, тие порано работеа на многу проекти, јас се сеќавам добро, како подсекретар за образование, тие работеа на проектите активното учење, чекор по чекор, инклузивното учење и така натака. И после тоа ги инкорпориравме во наставните планови и програми. Значи, тоа нешто ново не е. И сега, овие така наречени експерти, морам така да го кажам, така наречени, не откриваат нешто ново. Тоа веќе ние го имаме. Што требаше да се направи? Требаше реформи, да. Реформа во образованието треба. А тоа значи, не може секој да пишува учебници. Тоа мора да се има во предмет. Тоа е најглавниот момент. Второ, треба да се има во предвид согласно законот. Дали бројот во училница со 34 или 35 е оптимален, е доволен, за да можеме да имаме квалитетно образование или да се намали бројот на учениците. Се извинувам, зборувате за реформите кои беа во 90-тите години? Не, сега сакам да кажам... Тоа беа реформи? Не, сакам друго... Ние последниве 20 години немаме никаква реформа. Не, сега сакам да кажам друга една работа. Бидејќи сите тие проекти, кои што викавме критичкото учење, мислење и во јазикот и така натака, веќе како проекти поминати се, наставниците има обуки на сето тоа, се имплементираше. Но мораше да се променат методологијата на работа на наставниците и дидактиката во поглед на современите тенденции, кои што ите како не притиска, бидејќи од меѓународните испитувања и домашните испитувања се гледа дали е тоа од Пирс или други испитувања, нашите ученици се наоѓаат на дното на елементарната писменост или математичките испитувања, што значи тука мораше нешто да се менува и треба да се менува. Тука требаше да направи, а вака ова што се сега прави со интегрирање на предмети, физика, хемија, биологија како природни науки, историја, географија, етика, граѓанско образование да биде во тој дел, за мене е неприфатливо. Зошто не е прифатливо? Затоа што секој наставен предмет, почнувајќи од системите на образование, предучилишно, основно, средно, високо, во една вертикала се е во една корелативност. Вие, ако мислите да ги споите музичко и ликовно, сега ретерираа и рекоа не, ќе има посебно, ќе си биде музичко и ликовно, добро што ретерираа, или одеа на тоа и уште одат, историјата да биде во корелација со географијата, со не знам што и така натака. Што е суштината? Што сите наставници тоа го знаат и го работаат. Секој наставен предмет има своја методика на работа. Кога вие работите историја, вие ги имате во предвид сите околности, периодот, времето, географските можности и така натака. Сето тоа е офатено. Или кога работите, пример, македонски јазик за нешто, имате корелација и со историјата, и со географијата, и со многу, или природните науки. Така да, ваквото спојување, интегрирање е неприфатливо.
Јас морам да ви кажам дека многу стручњаци на овој дел не се сложуваат. Да, добро, јас сакам да го поставам прашањето. Да не отвараме малку во суштина за основното образование, конкретно за проблемот сакам да кажам. Сето ова што го кажувате вие во ред во однос на потребата за реформи, но како ние да излеземе од сегашниот момент кој ми се чини дека не е со години, туку со децении, дека ние создаваме ова што го кажавте, дека и меѓународни домашни испитувања покажуваат дека нашите ученици се на дното со знаење. И сега тоа го алармираа и директори на средните училишта, велат, не доаѓаат сите ученици со петки. И тоа е, знаеме дека тоа е невозможно да се сите навистина со петки, но доаѓаат сите со петки да се запишат и од сите училишта е така. И сега јасно ни е што се случува, дека тие оценки се штанцаат, дека тоа се прави така чисто за учениците да имаат доволен просек да се запишат, дали тука имаат и други некои психолошки моменти кај родителите за децата да мораат да им идат одлични и така натаму, но ние имаме, значи, ученици кои не знаат, а на хартија како да знаат. Како да го избегнеме тоа? Како да излеземе тоа? Имаме проблем во поимањето, во сваќањето на одредени работи. Со одредени реформи целна група ни се учениците. Како така. Значи за нив ги правиме реформите за да бидат пообразовани и така натаму. Реформа треба да се направи за родителите. Бидејќи во моментов изминативе години, 5-16 години, ние имаме најодлични ученици од 8 и 9 одделение, беше 8 па нели 9 одделение, најодлични ученици кои со новиот закон за задолжително средно образование мора да се запишат во средно образование и таму доаѓаа скроз одлични ученици. Значи скроз одлични. Јас работев во основно училиште. Ги познавам тие работи. Притисокот на родителите за да ученикот биде одличен, за да се запиши во гимназија, да се запиши во некое да кажеме поетаблирано училиште и така натаму, е огромен и тогаш и сега и то продолжува. Апсолутно. Во таквата ситуација реформа треба да се направи во размислувањата кај родителите. Значи целна група треба да бидат родителите. Ние се доведуваме во ситуација наставниците, професорите и така натаму да ги омаловажуваме со тоа што ќе му донесеме ученик кој му се сите петки, а едвај можеби за доволна оценка или за добра оценка во основното образование покажал некое знаење. И како сега во средното образование, исто како во основното ќе го влечат родителите. Добро, дали овој концепт за основно образование кој е предложен има врска со ова што го зборуваме или нема? Дали тој би сменил нешто? Ќе смени таа концепција. Ќе смени затоа што дозволете само да завршам. Ќе смени од проста причина што јас кажав, на почетокот ќе биде тешко. Апсолутно дека ќе биде тешко затоа што не е поминато во основните структури каде што треба да се поминат тие истражувања, па можеби требаше и пилотирања да бидат во одредени училишта и така натаму, за да може таа реформа и таа концепција во основното образование да им легне едноставно и на наставниците, и на родителите, и на учениците, за да може и понатаму многу поефикасно да се спроведува. Вака со отпорите кои на почеток не доа, јас не го подценувам знаењето на научната фела и така натаму што го подготвувала и така натаму, они се стручни во секој во својата област. Но наставникот кој го држи дневникот во основно образование и кој работи со првачиња, второ, трето, четврто, петто одделение, па се до девето одделение, каде што учениците тогаш сознаваат што е тетратката, што е моливот, што е книгата, што е историјата, што е географијата, она што и Ѓорѓи го зборуваше. Во таквата ситуација требаше да го кажат мислењето тие кои најдиректно работат со нив. Добро. И токму заради тоа викам, уписната политика со оваа концепција, ако уписната политика не се смени во средното образование, ние ништо нема да направиме. Да. Прво би сакал да кажам, центарот на вниманието е детето.
Од тука не смеме да бегаме. Република Македонија има подпишано конвенција за правата на детето. Интерес, како што стои и во така наречениот концепт, е интерес за децата. Ако е интерес за децата, тогаш требаше да се согледа целокупната слика во Македонија, кога викам сликата за децата. Затоа што во Република Македонија не живеа само македонци и албанци. Во Република Македонија живеат и турци, и босанци, и срби, и роми и така натака. Значи целокупната слика. Како тоа ќе се реализира во Република Македонија? Ние не сме ни Финска, ние наместо да речеме да се токмиме со Србија или со Хрватска или со Словенија, бараме Финска. За да имате вие во Финска треба да имате предуслови. Треба да знаете колку вложувате за образованието како држава од буџетот. Колку вложувате за науката, затоа што образованието, education, е и воспитание, ама и истражување. А тоа истражување ние го немаме. Ние немаме елементарни услови по природните... Затоа зборуваме дека не е направено истражување. Затоа и не може да оди со избрзување. Вика од септември, за прво, второ и трето, ќе има учебници, а од 4 до 9 ќе има дигитални учебници. Пазите, дали се свесни што зборуваат и како зборуваат. Ова го зборувам јас, кој што 40 години сум во образованието, кој што сум напишал книги, кој што 2012 напишав реформите во образованието и сите системи. Ова другава книга се искуствата од УНИЦЕФ и од УНЕСКО за практичните работи на наставници кои што треба да бидат. И јас стварно бев изненаден, не од Царовска. Царовска толку и дал Господ што знае, но јас се чудам, повторно ќе кажам, и од Барбареев, бидејќи тој таму работи и нешто предава и во Словенија. Па дека каже, ние треба да ги имаме сите услови. Ние не смеаме, затоа викам, интересот треба да биде центар на вниманието е детето. Ако ние детето не му овозможиме она што треба да биде, видовме ние дека паднавме сега во оваа пандемија, падна образованието. Ние имавме 40.000, велат 40.000 званично, кои што не можат да следат далечинско онлайн, значи, немање компјутер, немање лаптопи, не знам што други работи. Јас да ви кажам, званично е 40, но незванично е 60.000. Тоа е загрижувачка работа. И благодарејќи на хумани луѓе од Македонија, да подарат некому што треба, да имат и тие сироти деца, дали се тоа ромчиња, дали се босанчиња, дали се турчиња и така натака, не е важно, треба така да ги гледаме општо во државата. Не се јавува државата, не се јавува Министерството за образование и наука, кој што велиме дека основното образование и средното е задолжително. Ако е задолжително, тогаш кој треба да финансира? Имаме пари, да даваме стипендии на некои личности, имаме пари, немаме пари, ги мешаме работите. Не, значи, не мешаме работа, него сакам да ти кажам, господин Владо, не смеаме, треба да гледаме работата вистинито и реално. Не, јас сум, пак ќе кажам, да имаме реформи, да ги согледаме сите моменти, сите работи. Јас сум 40 години во образованието. Дозволете се. Ние имавме за секое дете компјутер. Да. Така ли беше? Да. Што имаме, старо железо? Не, сега имаме старо железо. Не. Добро беше што имаше за секое дете компјутер. Тоа што ги расипа, ги искршија. Не, чекајте малку. Тоа што ги раскршија. Не сте во право. Значи, јас бев во настава кога тие компјутери се воведоа. Така е. Се дозволете само да ви кажам. Ајде. Кога тие компјутер за секое дете беше акција која требаше децата да ги подготви за она што сега следува. Може би онлайн настава и така натаму. Тоа беше добро. Зборувам, беше добро. Да. Избрзана работа. Во колку училишта, знаете, вие бевте просветен инспектор во тоа време. Да. Во колку училишта немаше струја, во колку училишта немаше интернет, во колку училишта останаа немонтирани компјутерите и останаа старо железо? Во илјадници компјутери. И токму заради тоа не затекнуваат работите. Значи, затоа викам, за да некоја реформа направите, и реформа и компјутери за секој дете, да се разбериме.
И тоа е, без разлика што е компјутер и така натаму. Значи, им овозможувате на децата од мали нозе да се впуштат во она што значи интернетот, работа на компјутер, дигитални помагала и така натаму. Но во моето училиште, јас кај што работев, немаше интернет. Никој пат не се монтираа компјутерите, дозволете само да завршам. Значи никогаш не се монтираа компјутерите во одредени училишта, дури струја немаше. До пред 2 години во едно скопско училиште, во едно училиште во околината на Скопје немаше струја. Пред 2 до 3 години со нов директор па внесе струја во училиштето. Како вие ќе ги подготвите тие деца за дигитално образование ако сте му дале компјутер? И што ако сте му дале компјутерот? Стои во некој ќош во таа училница или во некој магацин и за 2-3 години се претворил во старо железо. Сега, она што сега се појавуваат донатори за таблети, да речеме, за учениците дале и така натаму, затоа што не затекна пандемијата и таква е ситуацијата. Мора децата да работат од дома. Но не е за сите исто. Да се разбериме. Имаме рурални, урбани средини, каде што децата имаат айфони, имаат андроиди, телефони и така натаму и работат настава од дома на телефони. Но имаме рурални училишта, каде што децата треба да работат онлайн настава, кои немаат нити компјутер, нити имаат лаптоп, нити таблет, нити па телефон имаат. Како тие деца ќе така, Владо, многу ти благодарам. Тоа е она што викам дека мора предуслови да се создадат. Владо, многу ти благодарам, бидејќи беше и советник на ова министерката, кажи го претходна, Десковска. Значи, го потврди она што го зборуваме, дека концептот за основното образование е пребрзано. Немаме предуслови. Она што јас сакав да кажам, појдов од тоалетите, што немаме, елементарни услови, подови, чумбиња, немаме струја и сега се обиде претходната власт што беше, за секој дете компјутер. Значи, немало и струја едно друго. Сега, што е суштината? Токму тука е суштината. Овие пари, 20 милиони, што треба од Светска банка да ги добиеме, да ги реставрираме, да ги обновиме училиштата на ниво на Македонија. Затоа што образование му треба и на дете од Могорче, на дете од Жупа, на дете од Беровско и на сите деца. И секако и во урбаните средини. Кога во урбаните средини се жалат од скопски училишта, битолски, прилепски, се жалат дека им паднал интернетот, не знам што и така. Да не зборуваме за руралните средини. Тогаш да не зборуваме, тогаш се е импровизација. И моите анализи, моите пишувања, колумни и така натака, што сум ги пишувал и ги да, значи имаме импровизација. Имаме импровизација во образованието, што е недопустиво. Да, добро, мислам дека некако исцрпевме темата за основно образование. Импровизацијата се влече со години, господин Илиевски. Ама сега, видите сега, јас зборувам сега во периодот сега за пандемија, зборуваме дека кога викаме имаме, вика министерката Царовска, одлично, не импровизација имаме со ево и сега што ќе почне новиот бран за жал, што мора да се напушта децата да нема физичко да нема физичка настава, ќе биде онлайн, ќе биде исто ова импровизација. Тешко децата и тешко родителите. Родителите сега треба да ги ангажираме во све. Ја не викам дека порано било се окей, не. Значи, потребите колку вложуваме за образованието, малце, колку вложуваме за науката, 0,02. И кај се наоѓаме на тие... Видите, нема никакво знак дека пандемијата наскоро ќе заврши, значи ова ќе биде вака... Не, јасно ми е. Сакам да кажам, се наоѓаат децата.
Да. Се наоѓаат родителите во една тешка ситуација и тоа треба да го имаме во предвид и треба да бидеме реални, не затоа што денеска е царовска, утре ќе дојде Ѓорѓи, пример се зборам, или Владо и така натака. Зборуваме за една ситуација која што треба да се јас да дојдам, извинете. Не, ја и ти сме во пензија. Ја него сакам да кажа, значи суштината е целосно што треба да гледаме стратегиски, без разлика кој е на власт. Да, добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами. Ќе продолжиме за високото образование. Таму има доста жешки интересни теми. Останете со нас, се враќаме брзо во студиото.